Во последнава недела службата за итна медицинска помош од Битола бележи благо зголемување на бројот на лица кои побарале помош заради повисока телесна температура, болки во грлото, кашлици и кивавици. Но лекарите истакнуваат дека зголемувањето е незначително ако се има предвид периодот во кој се наоѓаме, односно сезона на грипот, но се додава дека треба да се прави разлика меѓу настинка и грип. Настинката како настинка треба да се прави разлика во однос на грипот. Настинката е една поблага форма на респираторно горно заболување, кој што најчесто има благ тек, започнува со течење на носот во вид на еден ринофарингит или назофарингит, со течење на носот, солзење на очите, со лесно покачена температура или без покачување на температурата. И најчесто симптомите сами поминуваат од себе, траат неколку дена, 5 до 6 дена и сами од себе поминуваат. Меѓутоа, ако веќе се накалеми бактериска инфекција, во тој случај треба да се земи антибиотик. Кога станува збор за грипот, истиот се третира како сезонска епидемија од која годишно во светот умираат од 500 до 600 илјади луѓе, што не е бројка за занемарување. Грипот представува вирусно заразно заболување предизвикано од вируси на кои што ги има повеќе типови, тип 1, тип А, тип Б, тип С. Најчесто епидемии, пандемии предизвикуваат вирусите од типот на А. И, како што кажав, за разлика од настинката, која што има поблага форма, грипот или инфлуенцата започнува побурно, понагло, со една покачена телесна температура, односно нагло покачување на телесната температура, болки во мускули, во коски, болки во грлото, солзење на очите, и трески и слично. Препораките и апелите остануваат граѓаните ако веќе се заболени да ги зголемат течностите со топли напитоци, зголемен број на лесни оброци, многу овошје и зеленчук, зголемена количина на витаминот С и секако одмор и проветрување на просторијата со цел да не се случат компликации доколку лицата имаат и други хронични болести.